Поевтината индустријска струја се изгледа ќе секне за компаниите кои никако да ги поевтинат производите. Министерот за економија Крешник Бектеши рече дека владата размислува повеќе да не важи мерката за поевтина струја за домашните компании и производители, кои наголемо ги разочараа очекувањата на граѓаните. Во случај ако нема дополнително намалување, секако дека ние ќе се воведеме во таква ситуација, затоа треба да се укине како поддршка од страна на владата. Според Бектеши, ако компаниите и натаму си тераат по своји и не ги намалат цените на производите, вели подобро тие пари да се насочат кон граѓаните. Подобро тие средства да им ги дадеме директно на граѓаните преку различни мерки, на таков си начин ќе можеме директно да им помогнеме на тие домаќинства, на тие граѓани кои имаат повеќе потреба. И додека граѓаните со душа чекаат поевтинување на прехранбените производи, во државата нема институција, односно инспекција надлежна да ги следи цените на производите. Државниот пазарен инспекторат е надлежен само за контрола на маржите кои треба да бидат ограничени од 5 до 10%, и тоа на продуктите кои се офатени со владината одлука за лебот, шеќерот, маслото за јадење и млечните производи, рече директорот на инспекторатот Горан Трајковски. Од 1 декември 150 производители на основни прехранбени производи добија фиксна цена на струјата од државата. Но ако се суди според досегашното искуство, сето тоа било бадијало. И наместо поевтинување на производите, дел од компаниите рекоа дека струјата им била само еден од влезните елементи кои учествувал во формирање на цената, а токму крајните цени наместо да се намалат, тие само во Македонија секојдневно бележат поскапување.